Благодарам, Јована. Токму така екипата на Македонија наутро се наоѓа во храмот посветен на Свети Архангел Михаил овде во Скопје. Инаку секоја година на 21 ноември се празнува овој голем празник кој што навистина е значаен во православниот календар. Овој ден има посебно место во животот на верниците, бидејќи Свети Архангел Михаил е водач на небесните војски, заштитник на верата и символ на борбата меѓу доброто и злото. Утрово заедно со нас е отец Љупчо. Отец, нека е честит празникот посветен на Свети Архангел Михаил. Кој е значението на овој празник? Нека е за многу години денешниот празник посветен на Свети Архангел Михаил. Денес Светата православна црква го слави празникот на Свети Архангел Михаил и да додадеме и на сите небесни сили. Господ Бог на почетокот прво го создаде духовниот свет, а после материјалниот свет. По духовниот свет ги подразбираме ангелите, а да речеме главен или војсководач на небесните војски е Свети Архангел Михаил. Тој е од редот на архангелите. Во Светото писмо се зборува за 7-8 архангели. Некаде исто така Светото писмо ни говори за 25 јавувања на Свети Архангел Михаил во светот и интервенции, кога 1/3 од ангелите отпаднале, останатите 2/3 останале со Свети Архангел Михаил, кога тој извикал вон мен мир да внимаваме, тие извикале сјат Господ Саваот. Големо е значението на Свети Архангел Михаил, особено кога има ереси, кога има расколи во црквата, се спомнува дека Свети Архангел Михаил е голем борец против ересите и против расколите. Тој ја штити православната црква, им помага на православните, не само во духовниот свет, туку Светото писмо ни говори дека тој помага и во материјалниот свет. Па така при една прилика во Стариот Завет, кога асирците го нападнали избраниот народ, тој ја уништил војската на асирците, која што била на број од 185.000. Исто така во православната ескатологија се зборува дека ескатологија дел од теологијата за последните денови, што зборува дека човек кој ќе замине од овој материјален свет, Свети Архангел Михаил ќе биде водач на неговата душа и затоа ние често му се молиме и велиме во часот на смртта биде ми помошник, Свети Архангеле Михаил. Отец, и уште едно прашање за крај, како се одбележува овој ден? Гледаме подготовки, верници тука доаѓаат, што ќе се случува денеска во храмот Свети Архангел Михаил? Да, празникот е еден од оние празници поврзани со слави во есенско-зимскиот период, кој што се многу слави. Денес ќе има света архиерейска литургија, ќе чиноначалствува митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф со повеќе свештенослужители на Скопската православна епархија. Овој празник се празнува со лепче, се донесува во храмот, пченица и вино. Лепчето и виното не подсетуваат на телото и крвта Христови, а пченицата не подсетува на воскресението. Ќе се стави пченица во земјата, земјоделците ќе стават и никнува нов живот. Не подсетува на воскресението и денес е четврток, оние верници што ги интересира е мрсен ден. Единствено се пости на овој ден, сам на овој празник, кога ќе се падне среда и петок. Така што они што имаат слави и имендени треба да го имаат во предвид тоа. Така, отец Љупчо, ви благодарам за објаснувањето за значението на овој празник, а нас ни останува да упатиме на покана до сите христијански верници кои денеска се во можност да дојдат овде во храмот посветен на Архангел Михаил и да се поклонат пред иконата на овој значаен светец во православниот календар. Студио